Нема послушност кон народот затоа што изгуби од народот на избори и затоа има таков оптимизам. Ама зар не е желба на народот да се надмине и овој проблем, значи да се решат и останатите проблеми? Значи, македонскиот народ, јас ви тврдам најодговорно, македонскиот народ не прифаќа промена на името. Затоа сега одат на варијанта, ако може со меѓународен договор да го закуцаат, да добие поголема тежина, бидејќи внатре ако пробаат да направат, може да избијат немири со сериозни последици, кои што ќе го закочат процесот за 10 наредни години. Така што, јас не знам зашто цело време се сервираат некои лажни правци и оние розови наочари, дека само што се чека да се смени името. Да, врхушките политички кои што да се надмине проблемот, можеби нема да се смени името, да се не може да се надмине. Ама тоа е нелогично. Значи проблемот не може да се надмине ако не се смени името. Но господин Петровски, ги знаете позициите на владата, значи прифатија композитно име со географска одредница и рекоја докаде не можат. Но јас тоа не го прифаќам. Еве јас ви кажувам, јас и дел од македонскиот народ не го прифаќаме тоа. Тоа со географска одредница. Како ќе се надмине? Го прифатим мнозинството, тоа е. Ама да видиме дали го прифаќаме мнозинството. Еве вие сте дел од ВМРО ДПМН. Значи, како мислите дека ќе се провери тоа? На кој начин ќе го провериме? Немаме попис, не знаеме колку луѓе. Па ние немаме попис, ние не знаеме колку луѓе живеат во Македонија. Никој не проверил колку луѓе живеат. Дали се 1,5 милиони или 2,5 милиони. Каков е етничкиот статус, каков е религијскиот статус, конфесија и така натаму. Ние не знаеме ни кој треба да гласа. Добро, значи веројатно за референдумот не е важно дали сте од која и каква конфесија. Не е важно, но колку луѓе живеат во Македонија? Сметате дека ако се направи референдум дека сега некој би фингирал околу тие... Има сериозни забелешки дека може да се мести референдумот. Има сериозни забелешки дека политичките елити може да се договорат и волјата на народот да ја заобиколат. Значи треба да има сериозни гаранции дека таквиот чин ќе биде навистина демократски и реален. Но тоа го бараат еве и власта, да речем и опозицијата, исто и ВМРО бара референдум, исто и представници на власта сите зборуваат евентуално да се решава со меѓународен договор. Значи да се избегне. Сега гледаат дека ситуацијата во Македонија се усложнува, ситуација во Грција се усложнува, сега они барат начин и затоа даваат вакви кратки изјави кај што преговараат. Они се бараат друг начин како може да го решат ова. Ако го инволвираат народот, јас ви тврдам дека нема да пројде промената на името. Нашиот народ не сака промена на име. Или евентуално бара одвојување по сегменти на проблемот, не решавање во пакет каде што би се избришала придавката или кај што би се бришал идентитетот ни подразно. За она сега алудирате на етапно решавање на прашањето за името? Да, и тоа е мојата теза, филозофска и политичка ако сакате. Јас мислам дека Македонија се разградува од внатре со деструктивна владина политика, која што буквално го одвлекува вниманието. Кому би му одело тоа во корист, господин Петровски, да се разградува Македонија? На политичките елити. На политичките елити, кои што ја цицаат економијата, кои што ја оклопиле одозгора секоја активност и народот е буквално ставен на страна и неговото размислување никој не го ферма.